Нема визна либерализација за турските граѓани. Европската унија реши да превземе уште еден чекор со кој договорот со Турција околу мигрантите пред тотален колапс. Еден од условите за кинување на визите беше официјална Анкара да го смени законот за тероризам, кој на властите им дава отворени раце да интервенираат во странски земји и да се пресметуваат со сите оние кои ги сметаат за закана за својата безбедност. Ердоган кажа дека ќе ги пушти бродовите со мигранти кон Европа, а сега за тоа доби причина плюс. 3 милиони мигранти и бегалци кои веќе една година се на турско тло го искористија времето да работат на црно, со цел да заработат пари за да можат да си го финансираат патувањето кон Европа. Информациите велат дека тие се спремни да тргнат веднаш. На сите им е јасно дека договорот е пропаднат, дека и двете страни стојат тврдоглаво позади своите ставови и дека како резултат на тоа ќе се случи, значи ова што го очекуваме веќе подолго време, дека најверојатно Турција ќе им дозволи на бегалците да заминат од Турција кон Грција. Свесна за големата опасност која доаѓа, Европа по се изгледа почнува да се мобилизира за справување со овие луѓе. Фронтекс се засилува на грчко-македонската граница и отвори уште 2 оперативни центри на Европската гранична агенција во Кукушиев зони. Македонија најавува војно-полициско засилување на јужната граница. Кога сега ќе тргнат мигрантите, зависи едноставно од проценките и волјата на Ердоган. Очекувавме да се случи многу порано, но најверојатно политичките случувања кои се случија во Турција ги одложија овие работи поради безбедносни причини. Искрено би сакале да се случи негде на пролет, а не на зима кога морето може да земе многу ризично, може да земе многу животи. Македонија продолжи кризната состојба на јужната граница до јуни следната година. Армијата и полицијата е распоредени и секојдневно спречува околу 100 мигранти легално да влезат на македонска територија. Според речиси сите предвидувања, земјава многу лесно повторно може да се најде во центарот на нова, уште поголема мигрантска криза.